Добар ден, добре дојдовте во понеделничкото издание на Отвореното студио 1. Јас сум Јана Јосифовска. Иако сте навикнати во овој период да се дружите со мене и со мојот колега Владко Чаловски, тој поради дополнителен ангажман нема да биде дел од денешното Отворено студио 1, така останувам само јас. Меѓутоа, сепак ќе се обидеме како и секогаш да го задржиме вашето внимание со богати содржини, теми, гости и интересни разговори. Најпрво ќе започнам со она што е стандарден дел, односно да ви најавиме што се ќе гледате во ова маратонско Отворено студио 1. Ќе го започнеме со разговор со новинарот Горан Левков, кој што работи за Центарот за истражувачко новинарство СКУП, по повод најновото истражување кое што беше објавено околу она вечно може да се каже кај нас актуелна тема корупцијата. Конкретно ќе ни каже што се содржи ова истражување околу работата на агенцијата за одземање на нелегално стекнат имоти, какви притисоци, но и со што се соочуваат моментално политичарите и дали воопшто функционира оваа агенција. Потоа веќе следува стандардниот информативен блок, односно вестите на 1 ТВ, за веќе од 15 часот и 20 минути да имаме стандардната анализа од светските случувања со колегата Дејан Андоновиќ. Меѓутоа во тој блок ќе имаме гостинка и колешката Искра Опечевска, со која што ќе поразговараме малку околу работата на струшкиот градоначалник Мерко по бројни поплаки на граѓаните. Екипа на 1 ТВ вчера беше во Струга, ги запраша стружани што се не им чини од првиот човек, работата на првиот човек на општина Струга. Исто така ќе го имаме и телефонски Мерко за да му поставиме неколку прашања. Веќе од 16 часот и 50 минути повторно се враќаме во студиото со исто така една интересна тема, а тоа е она за борбата против лажните вести, откако вчера беше објавено дека Белгиец разоткрил македонска мрежа која што е центарот бил во Куманово за креирање на лажни вести. По тој повод ќе имаме и представникот владата, односно советникот на премиерот за дигитални комуникации Илија Жупановски и секако специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов. Веќе од 17 часот и 30 минути започнува забавниот дел, возење со Вучиќ, па следуваат ексклузивците и секако мода со Сергеј Варошлија. Од 19 часот и 15 минути тука улогата ја превзема домаќинот, односно колегата Саша Ордановски. Во првиот блок ќе го има за гости на колегата новинарот Ерол Ризаов. Исто така веќе од 20 часот гостин во дневникот ќе биде Горан Ризаов за повторно оваа актуелна тема околу лажните вести. 21 часот време е резервирано за лица и колешката Анета Кочишки. Од 22 часот Ордановски повторно ќе има разговор со екс-премиерот Владо Бучковски околу актуелните случувања и веќе од 22 часот и 30 минути вестите и 23 часот викинзи, оно што долго беше најавувано серијата. Така што тоа е генерално што сеќе може да гледате во Отворено студио 1. Ние ќе направиме тука една кратка пауза и продолжуваме со разговорот. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викинзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци, познат по нападите на Англија и Франција. Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт. Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек дело, снимено на локации кои одземаат здив.
една од најгледаните серии во моментов. И додека фановите се во еуфорија и исчекување на 6-та сезона, Еден ТВ ексклузивно ја носи на својата програма Викинзи. Велам добар ден за Горан Левков, го најавив мојот колега, новинар од Истражувачкиот центар СКУП, поводот секако истражувањето, споменавме. Горан, од она што може како хедлайн, односно наслов да се извади, главниот заклучок е дека сепак недоволно се справуваме во земјава, држава со агенциите во борбата против корупцијата и дека нешто што можеби не е за големо изненадување. Политичарите се најголемиот кучничар, односно некоја спрега која што треба да се помине за евентуално да добиеме функционални институции за борба против корупцијата. Најпрво добар ден и добре дојде. Добар ден. И ајде повеќе како еден влез да ни објасниш околу твоето истражување, колку време го работеше и што се може да се извади како генерален заклучок. Борбата против корупцијата на крајот секогаш треба да заврши со ефективни затворски казни за луѓето што ја вршеле корупцијата и да се одземе имотот до моментот до кога почнале со коруптивни дејности. Една од главните и најмоćните алатки и средства за борбата против корупцијата е токму одземање на нелегално стекнатиот имот. Ние подолго време како Центар за истражувачко новинарство и како Инбокс 7, овоен магазин ја следиме корупцијата и проблематиката со одземениот имот, имаме многу лоша ситуација таму, имаме многу лоши податоци таму, конкретното истражување го работевме со помош на Центарот за граѓански комуникации како европски проект, имавме споредба на еден систем за борба против корупцијата во Македонија кој што воопшто не функционира и друг систем за борба против корупцијата во Бугарија што во годините 2005-2006 од годините 2013 даде фантастични резултати и веднаш кога забележаа дека тоа може да биде моќно средство за одземање на криминалниот имот, што го стекнале политичарите во Бугарија, ја уништија таа комисија. За жал кај нас, например, не ни видовме светло на денот една таква институција што ќе даде бар некакви резултати во борбата против корупцијата. Кај нас имаме закон за управување со одземен имот, закон за одземен имот, и тој закон, и имаме агенција за управување со одземен имот, што се две работи, малтене да кажеме, агенцијата работи на не ги работи дека и се доверени со фактички постои само проформа. Да, постои проформа, кај нас може слободно да прекрстиме таа агенција за агенција за одземени коли. Значи таа агенција, јас лично мислам дека и нема точна евиденција колку автомобили има. Значи тие некогаш играат со бројка 10.000, 5.000, 15.000 автомобили. Фато Насани е директор таму, тој е првиот што досега се обидел нешто да направи во намалување на бројот на тие автомобили. Значи таму има автомобили што по 10-15 години стојат на некој паркинг, целосно изгубена нивната вредност, сега ги продаваат за старо железо. Тоа се автомобили што се одземени од разноразни кривични дела. Што правиме со нелегално стекнатиот имот, освен возилата? За волја на вистината, Горан, еве и ти си истражувал, меѓутоа и си следел во Република Македонија и години назад од осамостојувањето, можеби јавноста, па еве и ние како новинари немаме слушнато за некоја, да речеме, големо одземање на имот и како што спомена и ти, тоа да важи да е спроведено согласно законските норми. Некако се прави можеби позади завеса или не знам како да кажам. Мислам подобар одговор би било овде дека ништо не се прави.
Значи, ако се прави нешто, ќе видиме. Јас се обидов на неколку начини да допрам до делот, да пластично да го покажам на нашите читатели, да го покажам како пластично функционира тоа. Значи, неколку пати се обидов да ја споредам Маршаловата служба во Соединетите Американски држави, која што е одговорна за одземање на тој нелегално стекнат имот од кривични дела. Значи, таа е комисија или служба или агенција што го финансира целиот систем за борба против корупцијата во државата. Значи, од полиција, од обвинителство, од се. Кај нас во тој дел, една година, не се сеќавам која точно беше, 2016 или 2017 година, таа агенција не само што не обезбеди пари за борба против корупцијата, туку немаше доволно пари од буџетот и се дава, секој се даваат пари од буџетот, таа собра помалку пари од кривични дела, околу 400.000 евра собра, а самиот нејзин буџет за плати на вработените таму поголем. Значи, држави слични како Македонија наплаќаат по 300 по 500 милиони евра годишно нелегално стекнат имот. Тоа е случајот со Словенија. Значи, таа најдобра беше за споредување со нашиот модел, затоа што излеговме од исти правен систем. Големината ни е прилично таа, криминалците на некој начин се поврзани нашите и нивните. Значи, многу сличен модел, значи словенците годишно прават стотици милиони евра, не прават, туку ги одземаат од криминалците, заради овој криминално стекнат имот ние немаме ништо. Значи, во изминатите 26 години ние имаме само 26, во изминатите 30 години се извинувам, имаме само 26 пресуди за перење на пари. Значи, секој криминал на крајот завршува третата фаза и мотивот на секој криминалец е легализација на парите. Тие да завршат на сметка. Значи, ние немаме ниту судска пракса за борба против корупцијата, организираниот криминал, 26 пресуди, ништо. Да, имавме и еден последно таков случај, нели, добро се сеќаваме во однос на високи функционери, од каде што од една страна и она што во истражувањето можеше да се забележи многу тешко на суд да се докаже корупција. Токму заради тоа, нели, во оној главен модел се предлага раздвојување на таа, нели, граѓанска постапка од кривичната постапка. Ајде малку повеќе околу ова. Возможно ли е во Република Македонија такво раздвојување? Судење од една страна, судските рочишта се тераат, меѓутоа од друга страна да профункционира она што споменавме дека е најсоодветната алатка од земање на нелегално стекнатиот имот, перење на пари. Во принцип, возможно е се доколку политичарите донесат закони такви како што треба. Но не носат? Не носат никакви закони. Последно сме сведоци за антикорупцијската комисија го одзедоа правото на граѓаните за да пријавуваат корупција кај политичките партии. Значи, во Македонија корупцијата започнува од политичките партии и политичките лидери. Тие се главните мотори и главните катализатори на корупцијата. Тие ја спроведуваат корупцијата и тие ја стимулираат корупцијата и тие не сакат вакви системи и модели да бидат имплементирани. Бугарскиот е уникатен систем што го истражувавме ние, затоа што тој има целосно одвоено кривичната постапка од граѓанската постапка. Како практично функционира? Ако за некое лице се поднесе кривична пријава, тој влегува во притвор, веднаш на сцена стапува комисијата за управување за одземање на нелегално стекнат имот во Бугарија, кога тие стапуваат на сцена и го попишуваат целокупниот негов имот на него, на блиски роднини, кои се поврзани со него и на семејството. На целата територија на Бугарија тие прават попис на целокупниот негов пројавен имот. Кога ќе заврши постапката, судската постапка, ќе се има ефективни пресуди и казни за кривично дело што го сторил, тие излегуваат пред него и му кажуваат: вие како имот на вас и на ваши поврзани лица имате ова и ова декларирано. Покажете ни сметки и легални начини како сте стигнале до тој имот. Се што можете да докажете, ние ќе ви го дадеме, ќе ви го вратиме. Се што не можете да докажете, заминува кај државата. Тоа е најдобар начин за борба против корупцијата, затоа што борбата против корупцијата е тежок феномен. Значи, двајца кои вршат корупција имаат интерес таа да остане овде, таа да остане тајна.
од две причини. Како прво, и двајцата имаат интерес некој од таа корупција, втора работа, ако едниот падне, ќе го повлече автоматски другиот. Сега, најлесен начин за борба и одвраќање на корупцијата во тој дел, од корупција во тој дел е преку следење и одземање на имотот. Значи, таму имаше во нивниот закон, ти го менуваа на неколку пати законот, значи над 200.000 лева или 100.000 евра, ако има имот кој што не може да го покажат, ти веднаш го одземаат. Во Европската унија понатаму, во Ирска и во другите земји се одеше со праг до 10.000 евра. Значи, над 10.000 евра, ако не може да докаже, веднаш му го одземаат. До 10.000 евра, ајде, може да го остават. А над 10.000 евра веднаш му го одземаат. И тоа е начинот кој ќе му го одземете парите на економскиот криминалец, тие се главниот мотив за него. Кој ќе му го одземете парите, тој веќе нема да биде мотивиран, плюс ќе добие казна затвор, нема веќе да биде мотивиран така да го работи тој криминал. А кај нас работи се испревртени целосно, немаме воопшто никаква борба против корупцијата, ние немаме тело во Македонија што ќе координира различните институции за управување со одземениот имот. Значи, треба да има посебно тело во обвинителството, кој што треба да го следи од почетокот на истрагата. Значи, кога ќе започне истрагата или кога Министерството за внатрешни работи ќе ги поднесе првите поднесоци, например, до обвинителството за некоја нелегална активност на некој граѓанин. Од таму треба да се започне со следење на целокупната постапка за неговиот имот. Каде ќе оди во обвинителство, ќе оди после понатаму во суд и на крајот, Агенцијата за управување со одземен имот треба да незината функција всушност да управува со тоа одземен имот. Само тоа е незината мисија, таа треба да запленува, да го зема, да го чува и на крајот да го продава, таа треба само да управува со имотот. Тие работат сосема друга работа и се натоварени доста. Мислам дека таму имат 40 вработени, од тие 40 и неколку вработени, 30 се чувари. Да, тоа морав да го споменам, читајќи го вашето истражување, навистина забележав и може би е смешно, може би е трагично ова што во моментов го зборуваме, дека од 40 вработени најголемиот дел се чувари, значи може да се изведе некаков заклучок дека навистина никакво внимание не е посветено. Споменавте и вие сте разговарали со првиот човек, вели дека агенцијата ја затекнал во хаос, доцна ли е нешто да се направи? И исто така многу она што е важно, го споменавте бугарскиот модел. Првичната замисла на формирањето на нашата агенција била потеркот на бугарскиот модел, зошто воопшто тоа кај нас не профункционира? Да, интересно е, прв директор на оваа агенција е Ванчо Шехтански. Така? Интересно е што тој е променет за неколку месеци, има направено големи резултати во делот на управување на одземање на имот, има одземено некои акции, нешто хартија од вредност во околу 11 милиони евра. И тоа е нешто што најмногу е одземено, а неколку месеци подоцна веднаш е сменет. Истото се случува и со Ванет Цветанов, чини? Да, Ванет Цветанов, значи во борбата против корупцијата тие се поврзани системи и институции. Значи агенцијата за не беше агенција, беше тело што за спречување на перење на пари, бироли како беше таму, кај што тој беше директор. Тоа е едното, а втората е агенцијата за управување со одземен имот, обвинителството, полицијата. Во превентивниот дел за спречување на корупцијата има две други институции, тоа се Комисијата за правото, за обезбедување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и многу значајна е Државната комисија за спречување на корупцијата. Тие во борбата против корупцијата треба да се борат превентивно во делот на јавноста. Значи јавно објавување на имотите и на функционерите, пошто тие се главниот извор на корупцијата. Кога има едно правило во борбата против корупцијата, кое се вика тајнината или тајноста е мајка на корупцијата. Корупцијата се јавува каде има тајност. Најдобар начин за борба против нејзина борба и нејзино спречување е со јавноста. Значи кога имотот на еден функционер ќе биде јавно објавен што поседува, секоја промена, например, секоја промена ќе биде видлива за граѓаните и веднаш и за институциите. И има серија на институции како обвинителство што може да реагираат по допрен глас. Ако пишуваат медиумите, овие веднаш треба да ги земат тие надписи и да го проверат тоа. Ако има услови за соодветен поднесок,
да го процесуира до надлежните институции. Кај нас целиот тој дел затајува. Значи немаме никаков ни помак, ни борба, а од друга страна па да се навратиме, ајде веќе ги начнавме овие две други комисии за борба против корупцијата и за правото за слободен пристап до информација од јавен карактер. Па стојат илјадници барања, илјадници жалби до комисијата за слободен пристап до информациите од јавен карактер, таа не може да одлучува затоа што веќе повеќе од 10 месеци нема членови. Државната комисија за спречување на корупцијата се уште е блокирана. Нека ни донесува некаков закон, каков таков закон со милиони измени и да не речем ајде килов закон, донесува членови уште не може да започне да работат. Тоа пред крај како едно заокружување на разговоров, Горан еве спомена и ти, често и ние во студиово сме разговарале за антикорупцијска, да, се донесе новиот закон, но претпоставувам си имал прилика да го разгледаш, барем да го прочиташ. Сметаш ли дека е доволен и дали само треба со аплауз да поздравиме дека пратениците го донеле законот, меѓутоа останува да виси главното прашање, не е работата само да се донесе законот, работата да се имплементира, да имаме ефикасни механизми за борење против корупцијата. Сметате ли дека можеби еве започнувајќи од сега со новиот закон има некоја надеж во иднина конечно да започне оваа борба? Па јас лично сметам дека и досега законот не беше толков голем проблем. Проблематично беше поставувањето на членовите, што во овој закон сега добро е решено. Порано беа и служени пратеници, се пикаат таму да земаат дополнителни плати, хонорари, најдовме на неколку пати патни трошоци имаше во користено во разноразни комисии. Тоа тие беа издувни вентили за она партиска војска што е во парламентот, да што гласала таму како заслужна, сега ќе биде овде, ќе употребуваме и контролираме од ваму. А не е тоа доволно, воопшто не е доволно, треба целосно да се професионализира таа комисија. Таа комисија беше едно, да не речам, дувло и ругло на македонските институции. Значи, по дефиниција па тоа го видовме и со големиот скандал што изби всушност нели уште лани кога беше поводот за распајањето на антикорупцијска со скандалите со трошењето нели на парите за патни трошоци. Да, но тоа беше само еден скандал. Да. Претходниот председател што излегуваше со пресконференција што велеше дека Никола Груевски бил чист, човекот немал ништо, а се зборува во меѓународни извештаи дека Никола Груевски од Македонија со неговиот монструозен систем изнел околу 6 милиарди евра. И самото тоа покажува, например, кога ќе влезете на самата комисија, сега не сум скоро влегувал последните неколку месеци, на самата комисија имаш полициско обезбедување, не баре тоа е не знам каков тајна институција или тајен објект кој што треба да се обезбедува. По дефиниција, таквите тела треба да бидат најотворени и за граѓаните и за медиумите. Сведоци сме дека во романското, например, министерство, во романското обвинителство, кај што беа овие напредните обвинители, да ги речеме, Моника Ковеш, новинари влегуваа на секоја минута, што се вика, за изјави кои што му треба, значи никој не ги запираш. Кај нас имаш полициски службеници кај што требаш да се легитимираш како не знам каде да влегуваш. Управата за државна безбедност при Министерство за внатрешни работи беше полиберална институција од таа комисија. Значи да влезеш во ДБК, можеш да влезеш да поднесеш барање или до архивата или до пријавница можеш да поднесеш барање. Јас имав лично искуство таму каде што Горан Миленков не ми дозволуваше да влезам да поднесам барање за слободен пристап до нивната архива. А камо ли да добиеме изјава или да добиеме некое толкување за некое дело што се води или така, мислам, беше. Самото тоа зборуваше колку се девастирани тие институции за борба против корупцијата. Да, има многу што да се разговара на оваа тема, но со оглед на тоа што веќе треба да го заокружуваме овој блок од отвореното студио. Горан Левков, јас многу ви благодарам за вашето гостување. Се надевам и во некоја следна прилика ќе имаме можност многу поопширно да ги офатиме сите овие делови. За жал, кај нас, еве, можевте да слушнете, почитувани гледачи, и вие, корупцијата станува еден главен проблем. Еве се донесе нов закон, продискутиравме.
Ќе видиме како ќе се имплементира и дали можеби има надеж конечно да ги смениме сите овие работи. Уште еднаш ви благодарам, а ви останете со Еден ТВ, за кратко следуваат вестите. Специјално издание на Ексклузив. Гости во студио, талато Джипчиште и бизнисменот Наим од Албанија. Танет бре, кај си? Како можеш бе рецепција да оставиш само Ула, оче да ни умре? Не знам јас. Што не знаеш? Сончаница, дојди помогни. Не го пропуштајте денешното издание на Ексклузив во 18:15 часот на Еден ТВ. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викинзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци, познат по нападите на Англија и Франција. Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт. Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек дело, снимено на локации кои одземаат здив. Една од најгледаните серии во моментов. И додека фановите се во еуфорија и исчекување на 6-та сезона, Еден ТВ ексклузивно ја носи на својата програма Викинзи. Пред десетина години во Македонија падна еден од најголемите шверцери на дрога во овој дел на европскиот континент. Беше ли тоа операција за разбивање на големата наркомрежа или за преземање на бизнисот? Која е компанијата? Кои се тројцата главни и како стигнува дрогата на улиците? Кој е денеска главниот во наркомафијата во Македонија? Досие 001. Македонска наркомафија. Во чија корист работат македонските банки? Има ли во нив перење пари, лажни кредити, криминално купување на акции и злоупотреба на службената положба од овластени лица? И која е македонската банка која што го чува кешот на бившите функционери во Македонија? Досие 002. Валкани банки. Што стои зад секој квадрат на македонската градежна мафија? Што стои зад градежните